Fais-moi mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? 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 Денес се собравме на овој убав настан со кој што го означуваме месецот на франкофонијата, која инаку е организација која има за цел да направи преку јазикот зближување помеѓу различните култури, етникуми и да биде начин за разбирање. Тука моментално ни присуствуваат над 200 учесници, доаѓаат од 10 училишта, од општината, меѓутоа и од регионот. Имаме гости од општината од Кривогаштани и од општината Битола. Се надеваме дека ова ќе биде добра забава и добар настан за сите млади и упатуваме посебна благодарност како до градоначалникот на општината Прилеп, така и до амбасадорот на Република Франција, неговата екселенција господинот Риголер, што не поддржаа за овој настан да биде така масовен како што ни е замислен. Благодарам. Учествуваат основни и средни училишта од Прилеп, како и што спомнав, нели, од општините Кривогаштани и од општината Битола. Опфаќа забавен дел во секој случај, значи покажува што нашите франкофони ученици научиле во текот на овие години. Значи имаме музички точки, имаме прекрасни рецитации, имаме и возрастни гости кои учествуваат на настанот, а кои што нормално ќе ни пеат на француски. Тука ни се групата The Doctors. Во придружба на нашиот настан е и ателјето Артика. Имаме сликари кои што сликаат на лице место, инспирирани од Париз, Франција и франкофонијата. Исто така имаме обезбедено и мало задоволство за гостите, односно за публиката во форма на круасани. Меѓутоа тие ќе треба публиката да каже 2 збора на француски за да добие круасан. Имаме и останати други мали подароци во форма на ладала и кокарди, кои што се наменети за публиката, се разбира во боите на француското знаме. Тука сме денеска за да ги прославиме заедништвото помеѓу нашата земја и Франција и воопшто да покажеме дека мирот и разбирањето се најважното нешто на овој свет. Живееме во време кога имаме гимназија најмногу на англискиот јазик, останатите некако се во втор план. Како ви интересот кај учениците за изучување на француската култура, францускиот јазик и така натаму? Мора да признаеме, и тоа е општо познато, дека интересот за изучување на францускиот јазик е намален, но тоа се должи пред се на европските и глобалните економски движења и политики, што не значи дека
не постои се уште интерес за изучување на јазикот. А ние се бориме заедно со децата, петни жили да зачуваме нешто добро во нашата земја. Кажете се. Јас сум Весна Трајчевска, професор по француски јазик. Токму така, од кога станав градоначалник, ова е веќе втора посета на амбасадорот Туголе. Овде на Прилеп, на првата посета заедно со германската амбасадорка ја отворивме темата за изучување на францускиот јазик во прилепските основни и средни училишта и сметам дека ова е уште еден мотив преку овој настан да ги поттикнеме сите ученици да го изучуваат така познатиот француски јазик или јазикот на дипломатијата и сметам дека со вакви настани, со популаризација на францускиот јазик и француската култура, ние како општина Прилеп покажуваме дека сме отворена општина, дека сакаме да соработуваме со европските земји, особено со оние што важат како добри дипломати кои што важат во историјата на Европа како пишувачи на таа современа и помината историја и дека поддршката што ја добиваме од представниците од овие големи држави во Европа, навистина значи за општина Прилеп и се надевам на уште подлабока и по отворена соработка со Република Франција, но и отворање на поглавие што значи избратимување на некој град со општина Прилеп, со што директно би ги развивале односите меѓу овие две држави и културите и народите меѓу Прилеп и останати градови во Република Франција. Учени ли не вие бевте во работна посета на Франција, па кој е впечатокот, дали постојат многу повеќе услови за продолжување на соработката и меѓу двете земји, а и како што рековте ве за збркнување? Токму така една чудна коинциденција, овој настан беше организиран од Европската транспортна заедница со седиште во Белград, го организира овој студиски престој во Париз, ја посетивме компанијата за јавен градски превоз Île-de-France, Mobilité. Таму ги видовме искуствата кои што тие низ текот на годините, со повеќе од 100 години постоење оваа компанија и организира превоз на повеќе од 100 милиони патници во текот на годината на разни начини на градски превоз, од метро, трамваи, автобуси и така натаму. И навистина беше впечатливо, искористив посетата на овој град, градот на светлината и се сретнав со амбасадорот на Република Македонија во Република Франција и со него разговаравме за потенцијалните можности за економски развој, дополнителен на општина Прилеп, но и за ова што претходно го спомнав, да се најде соодветна општина која што одговара на големината и на културата и обичаите на Прилеп, со која што би стапиле во дипломатски односи, односно би изградиле заедништво преку склучување на договор меморандуми за соработка за да ставаме братски градови. Suivant que vous prenez pour approfondir cette coopération? C'était un sujet qu'on avait évoqué quand j'étais venu voir le maire en novembre dernier, peu de temps après son élection. Тоа е една од темите со која што разговаравме со градоначалникот на Прилеп при нашата неодамнешна посета во месец ноември. Et effectivement, un des sujets qu'on avait envisagé tous les deux, c'était le soutien à l'enseignement du français, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui très satisfait de participer à cette manifestation. Една од темите кои што ги споменавме беше токму поддршката на изучувањето на францускиот јазик и од таа причина јас сум денеска присутен овде во Прилеп. Après, pour le reste, on avait évoqué un certain nombre de sujets l'année dernière, notamment sur les thématiques économiques. C'est toujours des choses sur lesquelles on réfléchit et on travaille. Понатаму, други од темите кои што ги споменавме се особено темата за економска соработка, околу која што моментално се размислува за понатамошни активности. Et sinon, pour en revenir à la manifestation d'aujourd'hui et à ce déplacement, je tiens tout particulièrement à remercier les professeurs de français de Prilep pour cette initiative et la mairie pour son soutien. Додека во однос на оваа манифестација денеска, особено би сакал да ја поздравам оваа иницијатива и да се благодарам за ангажманот на наставниците по француски јазик како и на општина Прилеп. Souligner également le soutien de l'Institut français de Skopje à l'organisation de cette journée. Да го споменам оваа прилика, да споменам поддршката на Францускиот институт во Скопје за оваа манифестација. Et juste rappeler qu'on n'est pas là pour dire vous devez appeler le français, vous devez apprendre le français parce que c'est la meilleure langue du monde, mais simplement pour dire que la diversité culturelle est quelque chose qui est extrêmement important et dans la diversité culturelle il y a la diversité linguistique également. И секако при оваа наша поддршка да подсетиме дека нашиот дух на соработка не е да го наметнеме францускиот јазик, туку да покажеме дека е добро да се изучуваат колку што може повеќе странски јазици, бидејќи тоа придонесува за плуријазичност и
plurikulturalizam. Et on sait à quel point les Macédoniens sont en général très sensibles à cette notion de diversité culturelle et de diversité linguistique. И знаеме колку македонскиот народ е чувствителен на оваа тема, нели, на повеќејазичност и плурикултурализам. Bonjour mes amis, comment ça va? Bonjour mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ci, comme ça. Bonjour mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ci, comme ça. Salut mes amis, comment ça va? Bonsoir mes amis, comment ça va? Bonsoir mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ci, comme ça. Bonsoir mes amis, comment ça va? Quoi qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour, on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité. C'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché. Ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Ah, où t'es, papa, où t'es? 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 Mon douce France, pourquoi ces charrettes ont commencé? Je suis connaître sans porte, sans lui je suis un pas rouge rouge. Dans mes lettres, mes pensées, pour remplir ma peine émotion, je veux finir tout recommencer. Dans la douce France. Sur le ciel, le jour, la nuit, je fais avec le vent, la pluie, en amour, la blanc de miel, et je danse, 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 danse. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid de l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Tu ne viendras pas ce soir, malgré mon désespoir. Mais tombe la neige.